Во пресред на најголемиот христијански празник, Божиќ, и секако го празнуваме и Бадник, односно очекувањето на Христовото раѓање, зборуваме во новата празнична емисија Мој збор, и тоа со магистер Илија Орачки, кој што инаку е магистер по црковна историја. Откриваме зошто токму чинот на раѓањето на Христос се смета за еден од најзначајните настани во христијанската историја и дали самиот чин на раѓање на Исус Христос представува есхатолошки чин, односно треба да го донесе долго најавуваното спасение на човештвото. За сите овие прашања, меѓутоа и други подлабоки онтолошки и есхатолошки символики кои што ги носи овој празник, ќе разговараме во продолжение, а вие останете со нас и проследете го нашиот разговор. Илија, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш учесник во празничната емисија Мој збор. Имено денеска е 2 дена пред Бадник, односно 3 дена пред Божиќ. Се смета дека Бадник и Божиќ, поточно Божиќ, се едни од најрадосните и најзначајните празници во христијанскиот календар. И течат некако подготовките, се подготвуваме за она што Мирче Елијаде, теоретичар на религијата, го нарекува митот за вечното враќање, односно вечно се враќаме на еден исклучително значаен настан за христијанството, а тоа е Христовото раѓање. И сега за почетокот во Библијата на преку многу алегориски слики се дава на некој начин индикација дека ќе дојде до Христовото раѓање и се очекува Христовото раѓање. И Бадник впрочем е тоа, бдење и чекање, односно очекување на моментот кога ќе се случи Христовото раѓање. Тој момент за христијанските верници е навистина свечен, меѓутоа што тој представува во поглед, каква промена носи во поглед на онтолошката промена, што ќе се случи во поглед на постоењето сеопшто на човештвото и дали има некоја есхатолошка порака, затоа што многу често се споменува Месијата, Спасителот и така натаму. Какво е тоа спасение кое што треба да се донесе со самиот чин на раѓањето на Христос и од што треба да не спаси? Ви благодарам на поканата и за можноста да разговараме на оваа тема. Секако дека рождеството Христово представува еден онтолошки чин, повеќе отколку есхатолошки, затоа што се во суштината на нештата е самото битие, односно неговите фундаментални и консултативни својства. Впрочем, во почетокот овој празник, рождество Христово Божик, се слави заедно со Богојавлението. И тој чин на празнување се нарекува Епифанија. Да подоцна некаде во 336 година, самата христијанска црква подоцна ќе го одвои во 2 одделни празника. Богојавлението продолжува да се чествува како посебен празник и тоа се нарекува Теофанија, а рождеството Христово се празнува како Божик, односно рождество Христово. Како доаѓа до прославување на празникот Божик на 25 декември? Имено во староримската религија тоа бил денот кога се празнува раѓањето на Богот Сонце. И во 336 година, сакајќи да го потисне овој пагански празник, пагански чин на чествување, царот Константин издава индикт со кој што наредува рождеството Христово да се празнува на овој ден, а всушност овој пагански празник водел потекло некаде околу 274 година, мислам пред новата ера, кога царот Аврелијан го прогласил прогласувајќи се себе си за Бог, го прогласил тој ден на кој што се всушност празнува раѓањето на Богот на Сонцето. Подоцна и во парите кои што ги ковал неговиот наследник Септимиј Север, исто така имаме докази дека всушност на овој ден се чествувал овој празник. Царот Константин, сакајќи да го објави новото сонце на спасението, Христос, Спасителот, кој што е вистински Бог, вистински човек и кој што се раѓа заради спасение на сиот човечки род, наредува да се слави самиот чин на рождество Христово Божик токму на овој ден. Инаку имаме ние безброј пророштва како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет, во евангелистите, но и кај пророците околу пророштвата на раѓањето на Спасителот Господ Исус Христос. Имено прв помеѓу пророците кој што го наговестува раѓањето
и самиот чин на доаѓањето на второто лице на Бог Пресвета Троица, Бог Логосот и неговото овоплотување во ликот на Господ Исус Христос е пророкот Михеј, кој што отприлика 7 векови пред Христос во неговата книга која што се наоѓа во Стариот Завет, во Библијата, меѓу другото вели: "Оти Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудејци, од тебе ќе ни излезе оној кој што треба да владее во Израилот, чие потекло од почетокот од вечност." Исто така и пророкот Исаија, значи во неговата цела 53 глава, но и во 11 глава од 1 до 10 стих го најавува пророштвото за раѓањето на Господ Исус Христос, значи за Спасителот, за Месијата. Меѓутоа, ние пророштва дадени во Стариот Завет имаме и од самиот Господ Бог. Кога самиот Господ Бог му дава ветување на Адам, дека од неговиот род и пород ќе се роди Спасителот, Месијата, а тоа е во првата Мојсеева книга, Битие 3.15, каде што се вели: "И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Он ќе ти ја гази главата, а ти ќе го каснуваш во петата." Во случајот се мисли на сатаната, на отпадникот Божи, кој што е олицетворение на самото зло. Исто така имаме пророштво и во Стариот Завет, кога Бог му се јавува на Авраам и му кажува дека од неговиот род ќе се роди Спасителот и Месијата. И тоа е во 22 глава 18 стих, каде што се вели: "И ќе бидат благословени преку потомството твое сите народи на земјата, зашто го послуша гласот мој." Најцелисходен во своето пророштво е пророкот Исаија, кој што на неколку наврати го пророкува, го предскажува раѓањето на Месијата, на Спасителот, Господ Исус Христос, и тоа го прави во целата негова 53 глава и во 11 глава делумно од 1 до 10 стих, што во моментот е доста голем текст и препорачувам самите гледачи да ги погледнат и да прочитаат. Бадник или Коледа е денот пред роденденот на Исус Христос, односно Божиќ. Според христијанската традиција, односно согласно јулијанскиот стариот календар по кој се раководи Македонската православна црква, Бадник паѓа на 6 јануари секоја година, а Божиќ на 7 јануари. Суштината на празникот е во радоста на христијаните пред големиот ден, односно Христовото раѓање. Истовремено со овој ден завршуваат и божиќните пости. Традиционално Бадник се прославува кај сите христијани, но црквите кои го користат Грегоријанскиот календар го прославуваат на 24 декември. Кај сите христијански народи има низ обичаи за Бадник, особено поврзани за Бадниковата вечера. Инаку, зборот Бадник веројатно доаѓа од старословенскиот збор да бидеш буден. Таа ноќ сите домашни луѓе не заспиваат, туку преноќуваат будни, та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена Бадник, односно будник. И многумина, дури истражувачи на овие обичаи и антрополози, сметаат дека името на овој ден доаѓа од бдеењето и будноста покрај обредниот оган. Што се однесува до историските факти поврзани со овој празник, историчарите сметаат дека во праисторијата овој ден бил празник поврзан со враќањето на сонцето од јужните напоредници по зимската краткоденица. Раѓањето на новото сонце значело и раѓање или обнова на животот. Подоцна, христијанската црква го презала овој празник и символично го поврзала со Христовото раѓање. На прекорот, христијаните започнале да го празнуваат денот на сонцето, исто како и паганите. Свети Августин рекол дека ова практично не е пагански обичај и паганска традиција, туку вели ние го празнуваме некако неверници поради сонцето, туку поради оној што го создал сонцето. За време на божиќните празници многу често со луѓето од нашето обкружување се поздравуваме со христијанскиот поздрав Христос се роди, навистина се роди, со тоа даваме до знаење дека станува збор за христијански верници и на некој начин дека е тоа некој свечен амбиент во кој што ние учествуваме и дека тоа е голем празник за нас. Меѓутоа, што впрочем значи тој поздрав, што значи кога
за време на Божитините празници се честитаме и се поздравуваме со познатиот поздрав Христос се роди, навистина се роди. Со поздравот Христос се роди, навистина се роди, всушност ние христијаните сведочиме дека се исполниле пророштвото од Стариот Завет и дека Месијахот, Христос, помазаникот Божи, ја извршил таа света тајна на спасение на човештвото и божествениот договор за севкупното човечко спасение. Имено ние христијаните живееме во еден свет кој што представува комплекс од циклуси. Значи, од моментот на нашето раѓање, па потоа стапувањето во христијанството, крштенијето, целокупниот наш живот па се до смртта, всушност представува такво сведочење за рождеството Христово, затоа што ние како христијани веруваме дека Христос е оној кој што не избавува од самото зло, гревот, но и од смртта. Со таа надеж се раѓаме, живееме и го завршуваме овој живот. И секогаш кога ќе кажеме Христос се роди, навистина се роди, ние всушност учествуваме во тој божествен домострој за спасението на светот и како такви сведоци сме од полза на Христос. Многу често Исус се нарекува и како што ти спомена во твоите претходни одговори, Месијата или Спасителот. Рековме дека самиот чин на раѓање повеќе представува еден онтолошки чин, а чинот на воскресение представува есхатолошки чин. Меѓутоа, кога зборуваме за Христос и за сите настани кои што се поврзани со Христовото и раѓање и воскресение и сите христијански најзначајни настани кои што се врзуваат со Христос, мора да споменеме дека тука спасението е неисклучив дел од символиката на тоа што го представува Исус Христос, од што тој не спасува и дали е тоа врзано со она што го спомена и во твојот претходен и во твојот прв одговор дека тоа е спасение од првобитниот грев или патот кон вечноста, од што треба конкретно да не спаси Христовото раѓање или есхатолошкиот чин на воскресение? Кога во почетокот Бог ги создава небото и земјата, а во шестодневот и самиот човек, тогаш неминовно Бог преку својата непроменлива божествена промисла знаел дека човекот ќе отпадне од него, бидејќи е роден со апсолутна слободна волја. Давајќи му таа неограничена слобода, човекот, Бог во почетокот го создава според божествениот образ и подобие. Меѓутоа, Бог знаел дека човекот ќе отпадне и затоа оставил можност да се спаси преку ова второ својство, богоподобувањето. Бидејќи во историјата на Старозаветната црква немало човек кој што ќе може да го земе сиот тој товар, да го понесе врз себе, да ги прими гревовите на целото човештво, за да го однесе сиот човечки род во спасение, Бог во својот предвечен совет благоизволува, промислува Логосот Божи, значи второто лице на Бог Пресвета Тројца, единородниот негов син, кој што во предвечноста се раѓа од Отецот, а во просторно-временската рамка од мајка, од Пресвета Богородица, да се роди, да се овоплоти и да се роди како Господ Исус Христос, кој што ќе биде цар, односно помазаник, и Месија, Мешијах, односно Спасител. Оној кој што ќе го направи, оној кој што ниту еден од човечкиот род не можел да го направи, да го спаси светот преку земањето на сиот гревовен товар на човештвото, од Адам и Ева, па се до последниот човек кој што ќе живее на земјава пред второто Христово доаѓање. Кога Адам и Ева отпаѓаат од Бога, од Ган Еден, односно од Еденската градина, тогаш Господ Бог им дава ветување дека ќе се роди Месија Спасител, кој што ќе ги откупи од тој грев кој што го прават, а ние го нарекуваме првородниот грев. И токму со тој првороден грев се раѓа секое живо суштество, секој човек на оваа земја, а се ослободува на невидлив начин преку светата тајна крштение. Крштението е основа за влегување во христијанството и со тоа за спасение на човечката душа. Всушност, преку крштението човекот ја добива можноста да се обожи, односно да стане Бог по благодат. И со тоа да го исполни она кое што му е дадено како дар од Бога,
односно да се уподоби на Бога. Всушност, во целиот Стар Завет имаме сведоштво преку параболите и преку четивата кои што се читаат и од Евангелието и од Апостолот, дека душите на починатите во Стариот Завет сите завршувале во адот. Меѓутоа, тој ад не бил како оној кој што станува после воскресението на Спасителот Господ Исус Христос, затоа што и неговата душа влегува во адот. Всушност, во адот душите на оние кои што го исчекувале доаѓањето на Месијата, на Спасителот, на Господ Исус Христос, не биле изложени на никакви маки и измачување. Единствената нивна мака и тешкотија била тоа што тие биле одделени од Бога. И всушност, таква е и судбината на секоја човечка душа и овде на земјава додека живее во тело, така се чувствува испразната кога не е со Бога и кога не е споена со Бога, кога не живее заедно со Бога, кога не твори и кога не живее заедно со Бога. Во поглед на традицијата и воспоставениот начин на празнување на Бадник и Божик, кој се пренесува преку народните устни сведоштва и воспитување на младината, постојат низа дилеми за тоа дали на бадниковата трпеза треба да биде послужена риба и што треба да ја сочинува бадниковата трпеза. Според црковните историчари, Бадник треба да се помине во строг пост, односно се подразбира дека на бадниковата трпеза ќе има само леб и вино. Но доколку и некои домаќинки сакаат да ја прошират листата на намирници кои ја составуваат бадниковата трпеза, апелот е тоа да биде храна која е приготвена без масло, односно строго постна храна приготвена на вода. Бадник треба да се прославува во мир и слога, со бдење и будно очекување на утрото, односно на Христовото раѓање. Согласно црковните теоретичари, обичаите како Коледа или палење на бадниковиот оган не се дел од суштината на празнувањето на Бадник. Сепак, во македонската народна традиција постојат отстапувања од овие совети на црквата за тоа како треба да се празнува Бадник, па во народот често на бадниковата трпеза може да се најде постна храна, како познатиот македонски специјалитет тавче гравче, риба, посен зелник или бадникова погача. Гранчињата од дабовото дрво се едни од највпечатливите символи на Бадник кои се наоѓаат на декоративниот дел од бадниковата трпеза. Многумина имаат дилема околу тоа дали на Бадник или на Василица треба да се подели погачата со среќната паричка. Според црковниот историчар Илија Орачки, правилно е паричката да се дели на 13 јануари кога се празнува Василица или празникот посветен на Свети Василий Велики. Овој датум исто така се прославува и новата година согласно стариот, односно јулијанскиот календар, но и Христовото обрежување. Сепак, црковните историчари сметаат дека не е погрешно лепчето со паричка да се дели и на Бадник, бидејќи постната трпеза, бадниковото гранче и лепчето со паричка се пандани и синоними на трите дарови на Богомладенецот, и тоа златото како на цар, миро како на Месија и темјанот како на Бог. Сега многу работи кога зборуваме за Бадник и за Божик и некако ги поврзуваме барем од лаичка гледна точка или од позиција на верниците, традицијски верници, ги поврзуваме со формата, со наличието на тоа како се празнуваат овие христијански празници и ги поврзуваме секогаш со традицијата. Сметам дека тука традицијата има многу силен импакт и е многу силен фактор кога станува збор за замислување на празниците и целата символика и значење што им го додалуваме на празниците, па тоа се некои времиња кога имаме повеќе слободно време, кога го поминуваме со семејството, време кое што го даваме за поголема кохезија на самата семејна заедница или на заедницата воопшто. И така некако ги поврзуваме и Бадник и Божик, ми се чини дека другите христијански празници, што црквата или која е еве позицијата или од теоретска гледна точка, која е позицијата на црквата, на свештениците и така натаму, или на стручните лица, еве на поголемите познавачи на црковната историја, во однос на традицијата, дали таа секогаш има позитивна импликација во начинот на кој што се доживуваат
сите овие празници, или сметаш дека некогаш традицијата и се модификува и презема некои други својства кои што на некој начин значат и бегство од вистинската суштина на празнувањето и на празниците? Често пати традициите кои што се испреплетени низ христијанската вера пременуваат во суеверие, кое што представува пак сурогат на вистинската вера. Во тој случај ние имаме настани кои што се манифестираат повеќе со овоземски чествување, отколку со она кое што се нарекува вистинско традиционално празнување. Имено на празникот Божик му претходи бадник. Карактеристично за него е тоа што на Балканскиот полуостров етимолошката преставка на самиот збор бадник доаѓа од зборот дабник, што значи палење на дабово гранче, бадниково гранче, кое што всушност би требало да ја покаже светлината на оној кој што доаѓа за да се роди како јагне Божјо, за подоцна да ги земе сите греови врз себе на светот и за да се принесе како жртва, се искупителна жртва. Затоа ние имаме некои традиции, така наречени традиции, кои што всушност немаат никаква допирна точка со вистинското празнување. Имено празникот, денот Бадник, представува еден вид пандан на големата сабота, великата сабота. И тој треба да се помине во строг пост, во сеопшто радосно исчекување на раѓањето на Спасителот, на Месијата Господ Исус Христос, а не во разноразни гоштевки, разни прослави од типот на Коледе, кои што често пати завршуваат како некои баканалии и така натаму, со жива музика, со чекање по плоштадите, палење на огнови и така натаму, па пеење на некои недолични песни Коледе леде, а наспроти тоа вистинските традиционални вредности, како што се бадниковите поворки и така натаму, треба и така да се чествуваат и да се негуваат и да се развиваат. Всушност, дечињата се преку бадниковите поворки се предвестници на благата вест, на радосната вест за раѓањето на Господ Исус Христос. Кога зборуваме за Божиќ, секогаш Божиќ се поврзува со почетокот на годината и самиот чин на раѓањето всушност представува еден нов почеток, една нова шанса, една нова надеж. Меѓутоа, христијанските верници во раѓањето и во новите почетоци гледаат малку поинаква смисла и поголема надеж од што се смета за она во некои теории на абсурдот или во некоја грчка митологија и те остатоци од тогашната традиција и историја, кога Сизифовски почеток се смета дека тоа е некое бесконечно вртење во машината на абсурдот и дека секој нов почеток само значи дека е едно предвидено завршување и дека се враќаш онаму од каде што не можеш да излезеш, практично како да е некој маѓепсен круг, меѓутоа и покрај тоа што секоја година вечното враќање кон раѓањето на Христос, христијанските верници, ние како христијански верници одново и одново го славиме, секогаш тоа го правиме со една поголема радост и поголема надеж и самиот чин и самиот настан практично е многу надежен настан. Што тоа значи за христијанските верници и како христијанските верници го доживуваат секоја година одново почетокот, односно раѓањето Христово. И зошто тоа го прават со надеж? Како што отпорано кажав, човечкиот живот представува еден циклус на настани кои што се случуваат од одреден почеток па се до неговиот крај. Имено во светот Бог како една единствена константа го има поставено тој циклус кој што постојано се случува. Самиот тој циклус започнува од раѓањето преку целиот човечки живот па се до крајот на неговиот живот, односно до овоземната смрт. Во тој животен циклус, секој човек има своји почетоци, своји константи и своји падови. И секој човек е должен после секој пат одновно да дојде на почетокот и повторно да се крене и да се крене. Всушност, тоа го абсолвирала и една од 7 свети тајни, тоа е светата тајна покаяние и исповест, која што му возможува на секој човек одново и одново да се крене и да се врати на вистинскиот пат после секој негов духовен пад.
Затоа раѓањето на Господ Исус Христос представува неопислива радост помеѓу луѓето, затоа што представува нов почеток и представува синоним за нови вредности. Всушност не е толку битна календарската година, која што се на некој начин поистоветува за неколку дена со овој празник, туку битно е круцијалното значење кое што се однесува на можноста човекот одново и одново да се врати на вистинскиот колосек, на вистинскиот пат за кој што е роден за да ги исполни вистинските вредности. Како што во секое семејство каде што ќе се случи принова, има радост поради раѓањето на новиот живот, на новото детенце, така сиот христијански свет со радост го слави и го чествува рождеството Христово како нова радост и надеж за поуспешен, поблагопријатен живот, за нови животни успеси и преуспевање и се разбира како благодарност кон Бога за сето тоа. Илија, ти благодарам за овој разговор. Ова емисија ќе се емитува неколку дена пред Бадник и Божеки. Еве ќе ја искористам приликата на сите христијански верници да им го честитам Христовото раѓање, најголемиот христијански празник, и секако преку овој наш разговор и веќе апелиравме и упативме порака до христијанските верници за едно достоинствено славење на овие празници во духот на традицијата, меѓутоа и во духот на вистинските вредности и вистинското значење на тоа што представува Божеки, односно Христовото раѓање. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам на вниманието и на вашите гледачи. Христос се роди. Христијанските верници во средата, односно на денот на Божик, ќе се поздравуваат со познатиот поздрав Христос се роди, навистина се роди. Христовото раѓање е централната символика која што го обележува Божик и самиот чин на раѓање секако представува еден од најрадосните вести и најрадосните настани за христијанските празници, токму затоа што треба да го донесе спасението и да го открие патот на вистината за секој христијански верник кој што одлучил да го следи патот на Христос. Вие ја следавте новата празнична емисија Мој збор и разговорот со магистер Илија Орачки, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови гости, нови содржини и нови теми. До тогаш, убава работна недела. Се гледаме!